Денеска разговараме со Ана Аврамовска-Нушкова од Националната мрежа за борба против насилство врз жени и семејно насилство. Добре дојдовте. Ви благодарам за поканата. Како што знаеме, Законот за заштита и спречување на насилство врз жени и семејно насилство, кој што беше неодамна усвоен, треба да влијаеше некои закони да претрпат измени. Помеѓу тие закони е и кривичниот законник. За кои измени се однесува, колку ќе влијаат истите и докаде е процесот со донесувањето? Да, ти благодарам за прашањето. Законот за спречување и заштита против насилство врз жени и семејно насилство е закон кој што е во целосна согласност со Истанбулската конвенција. Нашата држава ја ратификува конвенцијата и се обврза да направи целосно согласување на законодавството со одредбите од конвенцијата. Еден од законите кој што треба да се измени и е во надлежност да го даде предлог од Министерството за правда, нормално усвоен преку влада, е и кривичниот законник. Во кривичниот законник треба да опфатат неколку кривични дела. Едното кривично дело кое што треба да биде опфатено согласно Истанбулската конвенција е демнењето, сексуалното вознемирување преку интернет просторот, женското генитално осакатување, како и измени во поимникот кои што треба да се додадат поимите на род, родово базирано насилство, насилство врз жени и сето тоа да биде дополнето во определени други кривични дела, како што е убиството, телесна повреда, тешка телесна повреда, да биде опфатено во една отежителна околност кој што ќе бидат предвидени и овие поеми, не само семејното насилство кој што веќе е предвидено во самите кривични дела. Дали сметате дека воведувањето на овие подробни кривични дела ќе ги зголеми пријавите за жените жртви на насилство? Овие кривични дела ќе дадат целокупните измени на кривичниот законник, ќе дадат една поголема гаранција и заштита на жените жртви кои што ќе го претрпат каков и да било вид од насилство, дали е физичко, психолошко, како и сексуалното насилство, ќе дадат еден посеопфатен со кривична санкција, посеопфатен систем на заштита. Јас она што сакам да го спомнам, бидејќи веќе го спомнавте на почеток законот, во самиот закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство, во самиот поимник се предвидени овие форми како што ги спомнав, силувањето, сексуалниот напад, сексуалното вознемирување, како и сексуалното вознемирување користејќи го интернет просторот, дополнително е предвидено во поимникот демнење. Тој е граѓански закон кој што може да и даде заштита на жртвата во однос на привремените мерки за заштита. Но сепак, кривичната одговорност е многу поголема, како и казните и кривичната санкција која што следи, доколку биде нормирана како посебно кривично дело, се уште поголеме. Дополнително би сакала да нагласам дека самата Истанбулска конвенција го опфаќа и психолошкото насилство како посебно кривично дело. И тоа треба да биде посебно предвидено како ново кривично дело и да се воведе во нашиот законник. А што мислите според вашите сознанија, какво е расположението на ставовите на народот во однос на криминализирањето на сите овие дела, вклучувајќи ги психичките, физичките, нели, дали ќе бидат нормално прифатени, дали ќе бидат жените охрабрени при тоа да ги пријавуваат истите? Конкретна анкета за измените на кривичниот законник на терен меѓу како мнение на граѓаните, ние никако граѓанска организација немаме спроведено. Она што го знаеме од на терен, што го кажуваат нашите жени кои што доаѓаат и се обраќаат за помош и поддршка во националната мрежа, можам да кажам дека се уште сме едно стереотипно општество каде што има голем број на предрасуди. Осудата, независно за каков вид на насилство станува збор, најчесто е тоа препознатливо физичкото, но не ги исклучувам ниту економското насилство, ниту сексуалното насилство, како и психолошкото насилство, кое што за жал се повеќе и почесто се регистрира кај институциите и се пријавува. Поплаката дека не е разбрана прво од најблиската фамилија, од најблиските членови на семејството, а потоа и пошироко. Не е само кампањи да се воведуваат за да го подигнуваме јавното мислење. Значи, треба да се зафатиме во еден сеопфатен систем, тоа е на превенција и тоа во Истанбулската конвенција е предвидено да ги подобро да го спречиме, колку треба да ги лечиме потоа и последиците од тоа. Затоа сметам дека жените
се уште не го пријавува, дека сивата бројка се уште е на многу високо ниво на оние нерегистрирани случаи на насилство кој што им се случува и го сметаат за приватна работа. Но сепак нема граѓанска организација, па ниту институција што нема да каже дека треба да се пријавува. Не можеме да се ослониме само дека нема доверба во институциите, па не ги превземаат тие чекори за да можат понатака да превземат. Мора да се пријави, значи мора да се излезе од таа една зона каде што си безпомошна и да можеш понатака да го процесираш меѓу институциите кои што се надлежни да ти дадат не само првична помош, поддршка и заштита, туку и понатака да ти помогнат во процесот на реинтеграција. Ова го спомнувам од причина што, бидејќи и почнавме некако со новиот закон за спречување и заштита од насилство во жени, го спомнувам од причина што за прв пат во овој закон и е многу важно да се знае, се воведе принципот на должно внимание. Принципот на должно внимание е принцип кој што секој професионалец кој што работи директно, значи независно дали е вработен од Центар за социјална работа, дали е полицаец, обвинител, судија, треба да постапат по принципот на должно внимание. А принципот на должно внимание е да ја дадат првичната согласно закон, или доктор не е битно, значи да ја дадат првичната согласно закон заштита и да ги дадат сите потребни според закон механизми за да ја пружат потребната заштита. Дали е жртва на сексуално насилство кој што пријавила во полиција, доколку во градот каде што постои има упатувачки центар за жртви на сексуално насилство, да ја спроведе целокупната постапка и да ја добие целокупната заштита без да има потреба за да се врши повторна ревиктимизација. Исто така, согласно овој закон, имаме предвидено програма за реинтеграција на жртвите и таа е прв пат воведување на таква програма која што моментално работат работните групи при Министерството за труд и социјална политика, работат на неа за да може да и се даде еден сеопфатен систем за жртвата да може успешно да се реинтегрира во општеството. Како досега се реинтегрира жртвите кај нас? Како што напоменав, тоа е нова програма која што прв пат се воведува во законот. Има елементи каде што можеби во некои случаеви, посебно кои што имаат поддршка од семејството, да имаат поуспешна реинтеграција, но она што ние го имаме констатирано на терен, жените жртви на насилство го имаат најголемиот проблем со домувањето. Домувањето е една од можеби круцијалните, најбитните работи за да не може да ја напуштат насилната средина и да можат да си го продолжат животот соодветно како што треба. Втора работа, што би опфатила реинтеграцијата и треба да ја опфаќа реинтеграцијата, е на жртвата да ѝ се даде психолошка поддршка. Жртвата мора првично да ги излечи траумите од насилството, па потоа да можеме да работиме на нејзино усовршување, финансиска поддршка, доусовршување, обучување и вработување за нејзина економска независност. Затоа сметаме дека психолошката поддршка е една од најважните чекори после домувањето кои што треба да се применат на жртвата за да може успешно да се реинтегрира во општеството. Што кажуваат бројките? Дали се зголемува бројот на жени кои што пријавуваат насилство или пак се намалува? Дали има некој просек? Бројките, од последните 2 години, 2019-2020 година, се горе-долу исти. Имавме случај кога се сметаше дека за време на здравствената криза, која што не затекна од март 2020 година, дека ќе има зголемен број на пријави на семејно насилство, но нема отстапки од, да речем, еден годишен просек. Можам да ги издвојам од податоците добиени од Министерството за труд и социјална политика. Ако имаме вкупно ново регистрирани случаи во 2019 година на пријави за семејно насилство 1555, во 2020 година се околу 1534. Така да отстапката и просекот годишен е горе-долу ист. Во однос на бројката како бројка која што ја напоменав дека треба да извлечиме, треба да се работи соопфатно. Ако знае дека жртвата која што претрпела некоја телесна повреда и доколку знае дека поднесе предлог и дека тоа ќе биде успешно процесирано
меѓујавното обвинителство и судот, како и нормално правосудната полиција, кога би знаела дека ќе ја добие во целост поддршката која што треба да ја добие, а воедно работи на низината психолошко зајакнување и економско јакнење, сметам дека случаите на пријавување би се зголемиле. Некогаш бројката треба тоа да се анализира. Некогаш бројката кога е повисока, имавме случај за време на пандемијата кога бројот согласно податоците од Министерството за внатрешни работи на ново регистрирани дури за 2020 беше помал, но бројот на поплаки беше доста зголемен. Исто така имавме на варијација, немаше континуитет на пријавувањето. Например, минатата година во мај месец, кога некако се ослободија оние карантински денови, најголем број на регистрирани случаеви на пријави во центрите за социјална работа имаше баш во тој период мај-јуни, кога малку претпоставувам луѓето се раздвижија, немаше веќе карантин и можеби не беа до толку плашени од она што не знаевме како ние со вирусот и со здравствените предизвици со кои што би се соочиле. Она што сакам да го напоменам, можеби сум го кажала и порано, е потребата од соработка меѓу институциите. Ние имаме закон за спречување и заштита од насилство во врз жени. Тој закон е со одложена примена и започна да се применува во мај 2021 година. Се уште работиме на подзаконските акти кои што произлегуваат од тој закон. Тој закон, доколку ние успешно не го имплементираме и не започнат сите професионалци да го применуваат, како и други институции кои што се задолжени да постапуваат по него, ние пак нема да ја дадеме соодветната заштита на жртвата. Ако го измениме кривичниот законник, кој што треба да се измени, и еден дел од процесот на пружење на правилна заштита на жртвата на семено насилство и општо врз насилство врз жени, ние ќе ја инкриминираме действието демнење, например, но доколку не се најде правилна примена за да биде препознаено, ние повторно ќе го имаме случајот кога една жена била демнета, а никоја од институциите не реагирала. Една од работите што сакам да ги напоменам баш за демнењето, бидејќи ни беше во фокус на целокупната ова кампања што ја имаме, е што кај нас нема воопшто податоци. Можеби некои елементи на демнење ги имаме кај загрозување на сигурност, кривично дело кој што е инкриминирано во нашиот кривичен законник, но како податок немаме за демнењето како повторувачко дејствие кој што ти буди страв, заканување, ти навлегува во личен простор, те следи, те чека после работа, те пушта пораки кои што не се пристојни и така натака. Значи, во податоците најмногу ги црпевме од Америка, значи во САД имаше еден фрампантен податок дека 54% од жените кои што биле убиени, односно завршило со фемицид, биле претходно 2 години демнети. Значи, во просек еден демнач, зборам според американските истражувања, еден демнач 2 години демнел додека дошло до фемицид, како едно од најтешките насилства врз жена што може да се случи, односно убиство на жена затоа што е жена. Затоа демнењето е многу битно и да биде воведено, не само затоа што Истанбулската конвенција ни кажува, него треба да биде инкриминирано затоа што е едно од кривичните дела кој што може да придонесе за да се намали бројот на убиства или на други потешки кривични дела, како што е тешка телесна повреда. Да се вратиме кај нас, на какво физичко насилство се најчесто изложени жените? На психичко, физичко или пак сексуално? Бројките се горе-долу исти. Најпрепознатливо е физичкото насилство. Психичкото насилство е помалку препознаено, но е застапено, се пријавува, има регистрирани бројки на психолошко насилство во жените. Можеби сексуалното насилство е најмалку препознаено и тоа сексуално насилство од сегашен или поранешен партнер или од интимен партнер. Не го препознаваат, не го пријавуваат, викаат дека не се процесира, дека не е тоа. Зависно, сексуалното насилство е едно од насилството кој што е посебно, значи, во домот, од близок партнер, интимен партнер или од брачен побрачен другар, е едно од најтешките форми на пријавување и на препознавање. Најретко. Исто така едно од
Поредките форми кои што ги пријавуваат е економското насилство кој што им се врши на жените, додека па најзастапени се овие првично две што ги напоменав, психолошкото и физичкото насилство. Физичкото насилство и согласно кривичниот законник како телесна повреда и тешка телесна повреда и нормално едно најтешкиот облик, односно убиство по член 123 став 2 точка 1 при вршење на семено насилство, каде што се надеваме дека ќе интервенираат и ќе го додадат и родово базирано насилство врз жени, за да биде во целост препознаено како тежителна околност. А каде ги лоцираме причините за овие насилства? Дали можеби и нееднаквоста ги предизвикува истите? Нееднаквоста секогаш постојала, моментално во нашето општество, секогаш постојала. Нас многу често ни се случува да не прашат каков е профилот на жртва. Профилот на жртва не постои, имаме профил на насилник, кој што го има тој патерн на однесување, кој што е буквално во сите земји. Жртвата може буквално независно на која вера, раса припаѓа, независно на кој е економскиот статус, независно кој степен образование го има, буквално секоја една жена може во определен период од животот да биде жртва на која да било форма насилство. Исто така може да биде демнета без да предизвика никакво, без да го знае или да предизвикала нешто кај демначот, значи да иницирала средба или да се запознат, за да биде демнета. Може да биде сексуално вознемирувана, посебно преку интернет, и не знам, сигурно се сеќавате на Јавна соба, која што 2020 година беше првиот случај, а на почетокот 2021 беше вториот случај со Јавна соба и со сите тие слики кои што се споделува. Тамо буквално имаме сторители кои што ние на девојките можеби директно никој пат во живот не се запознала, најнаш добива тотално огромен број на непристојни пораки, каде што е нарушен во целост достоинството, дигнитетот нејзин, на нејзината фамилија. Имавме случај каде што едната од девојките можно да имаше загубено и работа. Посебно зборувам за помалите места каде што луѓето и повеќе се знаат меѓу себе. Срам од семејството преживува, закани, добива и вознемирувана цело време е вознемирувана. Во секој случај, значи, сметаме доколку почнуваат да се казнуваат овој вид на дела, дека сигурно би биле намалени. Во овој момент кај нас се уште не знаеме докаде е процесот за првиот случај, докаде е процесот на обвиненија подигнати за уште првиот случај на Јавна соба. Надвор од институционалната рамка, што секој од нас може да стори, да превенира, да помогне, да поддржи при овие случаи? Ние како граѓански здруженија можам да кажам дека буквално работиме на терен. Тоа се покажи за време на пандемијата, кога ни се случуваше самите клиентки да не препознат како институција која што треба да постапи. Ние не сме, граѓанските здруженија не се институции кои што треба да постапат. Ние сме тука за жртвите, да ги информираме, да ги советуваме, да им овозможиме се што можеме во нашите рамки на можностите, да направиме придружба, да алармираме, да одиме со нив, но ние не сме институција која што треба да постапиме. За време на пандемијата жртвите не препознава не само националната мрежа од кај што доаѓам, него сите здруженија кои што работат директно на помош и поддршка на жртви беа препознаени како институции. Ни се јавувале во 11 вечер за време на карантинските денови, кога никој не смееше да излегува после 16 часот, не знаат што да прават и каде да се обратат. Она што ние работиме, значи работиме во неколку сегменти. Првиот сегмент во кој што ние им даваме е прва помош и поддршка со психосоцијална поддршка во однос на остварувањето на своите социјални права, правна поддршка им се дава на жртвите, кариерно советување, економско јакнење, односно поврзување со организации други кои што даваат бесплатни обуки за нив, кои што се нормално адаптабилни на нив, и работиме на нивна
на нивно јакнење во онај дел на психолошкото советување. Треба да се чита, треба да се информира, треба да се разменуваат искуства, треба да се зборува, не треба да правиме табу од секоја тема. Треба во образованието децата да бидат информирани, да го распознаваат врсничкото насилство. Едноставно подигнувањето на јавната свест не е процес на една кампања. Имаме 16 дена активизам и само со тоа да завршиме. Тоа е теком неконтинуирано, прво лично да се едуцираш, да се запознаеш, да прифаќаш, можеби не да се согласиш со сите размислувања, да ги прифаќаш различностите, а потоа нормално да можеш да комуницираш, да разменуваш искуства и знаења. Има ситуации кога не се препознаваат. Имаме урбани средини, рурални средини, во било која средина. Насилството уште се сметат за приватна работа. Нешто што се случува за затворени врати, нешто што е тоа, они се тепаат, остајки сега, не е тоа наша работа. Не, за жал, општествен проблем е и доколку сите заеднички делуваме, се разбира дека можеме понатака да превенираме и барем да почнеме сивите бројки да ги вадиме на површина. Што можам јас како граѓанин да придонесам кон тоа, односно да помогнам при таков случај? Можете да го упатите, да се информира во некоја од граѓанските организации. Зависно од видот на насилството, ако не сте сигурна, можете да го упатите до најблискиот центар за социјална работа, до најблиската полициска станица и можете едноставно да превенирате со тоа што ќе покажете заинтересираност да ја пружите таа помош и подршка. Дека не ви е сеедно, како случаен минувач, дека некоја девојка е тепана на улица. Имајќи ги предвид сите овие факти, можеме ли да заклучиме дека има или нема прогрес од донесувањето на националниот план за имплементација на Истанбулската конвенција кај нас? Како стоиме во тој домен? Не би рекла дека нема прогрес, има прогрес, со тоа што националниот акцијски план е еден сопфатен сет на активности кои што треба да придонесат кон успешна имплементација на Истанбулската конвенција. Нашата организација направи еден мониторинг, 2 годишен, од донесувањето октомври 2018 година до октомври 2020 година. Има помрднување во однос на законската регулатива, со тоа што најслабо, она што го кажав и претходно, најслабо се имплементираат активностите во однос на превенцијата. Треба да се работи. Ќе видиме како ќе одат работите во однос на примената на овој закон за спречување и заштита од насилство во жени. Веќе се формира националното координативно тело кое што треба баш буквално да ја следи имплементацијата на Истанбулската конвенција, па ќе видиме што од нивните работни средби и извештаи ќе ги дадат како ова. Иначе се работи на обуки, знам дека професионалците веќе имам и од Министерството за труд и социјална политика добиена информација дека и во сред пандемија успеа да одржат неколку обуки, тоа во живо, со професионалци кои што се даватели на услуги, дека имаат заедно работено со дел од граѓанските организации на тие обуки, си имат определени модули за кои што сигурно они подобро би објаснале од што им се состојат, така да има некој прогрес, но е минимален. Има прогрес, но е многу бавно. Кај нас многу од работите се одвиваат бавно. Например, дел од активностите што биле предвидени да се направат се целосно пред пандемија. Кај нас до март 2020 година немавме здравствена криза. Многу од работите се одложени. Во дел од одговорите од институциите кои што ни ги даваат викаат дека поради пандемијата ќе видиме можеби од септември 2021 ќе продолжиме со тие активности. Некако државата не каже дека е многу заинтересирана баш за успешна имплементација на Истанбулската конвенција. Тоа е една работа, втора работа треба ревидирање на тој национален акцијски план како би можеле ние поуспешно да го следиме. Бидејќи ние сега правиме од октомври до мај 2021 дополнување на овој мониторинг извештај 2 годишен. Буквално освен законот за заштита и спречување што се донесе во јануари, се формира националното координативно тело и дел од Министерството за образование со наставните програми во делот на превенција што има работено, друго ништо не се следи. Не е спроведено. Сакам да кажам, веќе сме во задоцнување со активностите што требале да се реализираат 2018, 2019 и 2020, а веќе сме последен квартал на 2021 година.
Така да едно ревидирање на тој национален акцијски план сметаме дека треба да има. И за крај би сакала да ве прашам, бидејќи вие посветено работите во ова поле, дали вашата експертиза е препознаена и како институциите ја прифаќаат истата? Експертизата е препознаена. Не вклучуваат во работни групи, но не е само да бидеме вклучени во работната група. Имавме една ситуација кога сме биле вклучени во работна група, не ни знаевме дека сме дел од таа работна група. Работните групи се работни групи кои што работат независно дали на законските измени, на подзаконските акти, еве нова програма што ви ја спомнав за реинтеграција. Важно е што на крај ќе излезе. Дали ме разбирате? Едно е да работиме ние на работната група во измените на кривичниот законник, да се слушне гласот на жените жртви на насилство, да се слушне гласот на жртвите на семејното насилство, бидејќи ние како граѓански организации сме најблиску до нив. И сме на прва линија за да им ги пренесеме нивните искуства директно од терен. А друго е да бидеме консултирани, а потоа повторно да се пушти нешто што не соодветствува со тоа што сме го разговарале во работните групи. Препознаени сме претежно и од медиуми, институциите, реков, значи само со работните групи, да, имаме заедничка соработка и со клубот на парламентарки, така да работиме заедно на подобрување на системот на заштита и превенција. Ви благодарам, тоа беше се, ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам на поканата.